ангажираат во делот на имплементацијата на Конвенцијата за правата на детето. Во овој 30 годишен период невладините организации, односно цивилните организации има, би рекол, исклучително важно значење во делот на остварувањето на правата на детето и имплементацијата на Конвенцијата. Невладината организација беше една од водичките репрезенти во остварувањето и имплементацијата на ова Конвенција и се надевам дека она што во изминатиот временски период го имаше направено ќе продолжи со истиот интензитет. Таа не е само невладина организација, туку и иницијатор и имплементатор, меѓутоа е организација која што со визија во делот на остварувањето на правата на детето. Ќе услушаме алтернативниот извештај за правата на децата за сите активности кои што се реализираат во делот на Конвенцијата за правата од основачот, извршниот директор на МЕГЕШ и магистер Драги Смијанац. Полиден. Почитуван академик Камбовски, почитуван Лазар Нане, Драги Целески, Дејан Ицкојич и Тања Кикирекова, почитани присутни. Она што пред да говорам за ова што го ми најави Лазар Нане, сакам да се заблагодарам за директната подршка од Драги Целески, народни правобранител, и Дејан Ицкојич, правен факултет, за нашата иницијатива што има две јавни расправи во Собранието на Македонија за заеднички одбор на родителство по разум. Во една емисија говорим дека ова тогаш ќе се случи многу брзо, ако не во овој парламентарен состав, во следниот парламентарен состав, затоа што е необходно да се случи и мора да се случи, ако се поведуваме од принципот на најдобар интерес на детето. Сега да се вратам на темата за која сум повикан, за значењето на алтернативниот извештај за правата на детето по повод 30 години од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето, примена и понатамошната изница. Имено Македонија има превземено обврски дека во согласност со член 44, како што кажа Тања, од Конвенцијата ќе поднесува до Комитетот на Обединетите нации за правата на детето иницијални периодични извештаи за примена на Конвенцијата и мерки кои ги има усвоено, придонесува за остварување на правата и напредокот за нивното спроведување, што е многу важно, особено спроведување. Комитетот со цел да добие покомплетна слика за состојбата со правата на децата во една држава подписничка на оваа конвенција, дава можност и ги поттикнува граѓанските организации да изготвуваат алтернативни извештаи, уште познати како извештаи во сенка. Не помалку важно. Во овие извештаи граѓанскиот сектор дава свое видување за ситуацијата на детските права, кој доаѓа директно од нивната работа на терен со конкретни случаи, каде точно може да се идентификува начинот на остварување на право на едно дете, одредени повреди, оспорување или загрозување, како и постапување на надлежните институции кои има ингеренции во врска да создадат услови за реализирање на овие загарантирани права на секој дете кој се наоѓа на територија на една држава подписничка на конвенцијата. Токму затоа, на иницијатива на првата детска амбасада во светот Мегеши, на 13 ноември 1997 година, ја формиравме Македонската национална коалиција на граѓански организации за заштита на правата на детето, со седиште секретаријат на детската амбасада Мегеши. Коалицијата е оформена со цел подобра заштита на децата и нивните права, како и најдобро да одговори на барањето на Комитетот за правата на детето при Обединетите нации. Оваа коалиција го подготвува и го презентира пред Комитетот за правата на детето при Обединетите нации алтернативен извештај за состојбата на правата на децата во Република Македонија кон периодичниот државен извештај. Кратка историја. Конвенцијата за правата на детето беше усвоена од Генералното собрание на Обединетите нации на 20 ноември 1989, 30 години на денешниот ден, стапи на сила на 2.9.1990 година. Правата зацртани во Конвенцијата ги дефинираат универзалните принципи и норми за статусот на детето. Денес се повеќе стана јасно дека владите сами не се во можност потполно да ги обезбедат детските права без учество, активно учество на граѓанското општество воопшто и во оваа насока граѓанските организации играат фундаментална улога во спроведување на Конвенцијата на правата на детето во пракса. Тоа е една од причините плюс кои направија Конвенцијата за правата на детето денес да стане најшироко почитуван интернационален меѓународен инструмент со чии принципи се согласуваат сите земји освен
Македонија пристапи кон Конвенцијата за правата на детето во ноември 1993 година. Со цел да се унапреди спроведувањето на Конвенцијата за правата на детето, беа создадени посебни протоколи кои државата кои ги ратификувале треба исто така да известуваат и одат кон спроведувањето на истите. Факултативниот протокол за Конвенција за правата на детето за трговија со деца, детска проституција, детска порнографија, беше усвоен во Њујорк 25 мај 2000 година, а ратификуван од страна на Република Македонија на 17 октомври 2003 година. Факултативниот протокол за Конвенцијата за правата на детето на инволвираност на децата во вооружени конфликти беше усвоен во Њујорк 25 мај 2000 година, ратификуван од страна на Република Македонија на 12 јануари 2004 година. Согласно со член 118 од Уставот на Република Македонија, меѓународните договори што се ратификувани согласно со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не може да се менуваат со закон. Првиот извештај за состојбата за правата на детето државата подписничка мора да ги поднесе 2 години по ратификување на конвенцијата, понатаму извештаи се бараат секој 5 години со можност за дополнителни извештаи за меѓупериод доколку е тоа потребно. Сите извештаи ги разгледува Комитетот за правата на детето при Обединетите нации, кој се состанува неколку пати годишно во Женева. Откако комитетот ќе ги добие државните извештаи, понатаму бара пишани информации од невладините и меѓувладините организации. За Комитетот на правата на детето при Обединетите нации особено се важни барани доверливи информации од областа каде државниот извештај не дава доволно објаснувања и од области кои не се опфатени или помислење на членките на коалицијата се опфатени да не се целосно точни. Исто така треба да му помогнат на комитетот да добие јасна слика за тоа дали извештаите да прикажуваат реалната ситуација на децата и да стекне алтернативен поглед за владиниот извештај, да постави приоритети и да ги одреди клучните прашања до владата. Следуваат препораки од комитетот, државата треба да ги исполни до наредниот иницијален извештај. За време на прелиминарната средба, Комитетот за правата на детето ги зема предвид сите важни информации добиени од граѓанските организации. Потоа, за пленарната седница комитетот ги повикува представниците на владата да одговорат на одредени прашања, но исто така и повикува еден од двајца представници од невладини коалиции кои доставиле извештај. На крајот од диалогот, комитетот ги подготвува клучните гледишти препораки до владата. За време на прелиминарното заседание, членовите на комитетот подготвуваат листа на прашања кои се доставуваат до владите. Од владите се барат да одговорат на овие прашања писмено. Улогата што имаат граѓанските организации се гледа и во следното. Во случај состојбата во земјата да е сериозна, со ризик да продолжи и се влоши, коалицијата за правата на детето може да побара итна постапка од Комитетот за спроведување на одредени проблеми во пракса. Тој може да ја посети земјата, се мисли на комитетот, и да ја префрли комуницацијата на некој друго тело во Обединетите нации, односно од владата да побара дополнителни информации за состојбата. Владата има време да одговори пред постапката на комитетот да стане јавна. Комитетот не одговара на индивидуални случаи. Се подготвуваат овие извештаи, за подготовка на овие извештаи не беше така лесен процес. Покрај координација со сите граѓански организации кои се вклучени во Македонската коалиција за правата на детето, потешкотија представуваше да се одбере зашто најмногу треба да се алармира со оглед на бројни проблеми во однос на имплементација на правата на детето во Република Македонија. Оваа година Конвенцијата за правата на детето ја слави својата 30 годишнина. За жал, во Македонија и покрај бројните обиди за подобрување на правата на децата и бројните законски измени и дополнувања, се уште правата на децата не се во целост заштитени. Во одредени случаи тоа е поради законски пропусти, но во одредени случаи каде постои добра законска рамка, се случува пропуст да настане при спроведување на законот во пракса. Алтернативниот извештај се заокружува со препораки кои ги даваме како коалиција со цел подобро остварување на правата на децата преку целосна имплементација во различните меѓународни документи кои ги дефинираат правата на децата. При подготовка на алтернативниот извештај беа преземени повеќе активности, анализа на реалната документација и статистика, организирани спроведување на интервјуа, организација и спроведување на фокус групи со деца и со млади, сублимирање и анализирање на податоци што ги собираат организациите како дел од нивната секојдневна работа, спроведување конкретни истражувања и анализа на резултатите добиени од истражувањето и идентификување на
примери за добра пракса. Структурата на извештајот е составена од поведен дел во кој се прикажуваат главните наводи од спроведеното истражување, опишана е методологијата што е користена при собирање на податоците, како и при подготовка на извештајот, како и најважните предизвици, сознанија, препораки кои произлегуваат од спроведувањето на мониторингот на придобивањето. Најважните наводи добиени во текот на процесот се представени во главни заклучоци и препораки кои коалицијата на невладини организации за правата на детето се надеваат и очекуваат дека ќе бидат поидобна основа за креирање политики и стратегии на Македонија во насока на подобрување и на почитување на правата на децата, унапредување на добробит на децата и креирање на општество во кое децата ќе имаат целосно учество во општествените текови кои се од нивен интерес. Македонија е една од ретките земји во светот која во 2010 година имаше детска делегација во Женева и пред членовите на Комитетот за правата на детето, две деца го бранеа детскиот алтернативен извештај, подготвен од деца. Ова е ретка можност на детско учество во креирање на препораки од страна на децата, кој Комитетот при Обединетите нации ги упатува на Македонија за подобрување на состојбата со правата на децата. Благодарам. Благодарам, драги, се надам дека во наредниот период тоа се очекувањата, меѓутоа ќе продолжи со